Muad prenесува, Мухамед ме испрати во Јемен како гувернер и во времето на заминување ме упати со зборовите ќе одиш кај народот Ехлул Китаб, евреите и христијаните. Прво пред се, ќе ги повикаш да посведочат ла илаха илалла, дека нема друг Бог освен Аллах и дека Мухамед е Аллахов роб и пратеник. Ако се огласуваат на ова, соопшти им дека Аллах им пропишал 5-дневни намази секој ден и ноќ. Ако и во тоа ти се огласуваат, упознај ги дека возвишениот Аллах им препиша зекат која се зема од богатите и им се предава на нивните сиромашни. Ако и во тоа ти се одгласуваат, тогаш не земај како дел од зекат од нивната највредна имовина. Чувај се од овата молитвата на обесправениот, зашто меѓу Аллах и неа молитвата нема завеса. Џабир пренесува, Мухамед рекол, помеѓу човекот и неверувањето, куфр и паганизмот е оставањето на намазот. Бурејде пренесува, Мухамед рекол, она што не разликува од неверниците и лицемерите е намазот, оној што ќе го остава постанува неверник. Шекик бин Абдулах Рахимехулах, современик на пратениковите другари Табин и кај сите познат по својата веродостојност, кажува, асхабите, другарите на Мухамед, ниедно дело не го сметаа за куфар неверување, освен намазот. Пренесува Абу Зубаир, го слушнав Џабир б. Абдулах, кога рече дека Мухамед рекол, договорот меѓу нас и нив е молитвата, па кој ќе изостави постанал неверник. Ебу Хурейре пренесува, Мухамед рекол, прво дело за кое ќе се повика човекот на судниот ден е намазот. Ако се наоѓа дека намазот му бил исправен и примен, тој ќе биде спасен и успешен. Ако намазот не му е исправен и примен, ќе биде од изгубените и од несрекните. Ако му фали нешто од неговите фарзови, Аллах ќе рече, погледајте, има ли кај овој мој роб нешто од нафиле доброволни намази, па со тоа ќе му се надополни она што му недостасува од фарзовите, а потоа за другите дела ќе одговара на истиот начин. Во преданието на Ет-Тирмиџи пишува, Омер пренесува, Мухамед рекол, главата на сите работи е ислам, а неговиот столб е намазот. Возвишениот Аллах во Куранот вели, о верници, чувајте се себе си и семејствата ваши од огнот, луѓето и камењата ќе бидат неговото гориво. Џабир се муре пренесува. Аллаховиот пратеник Мухамед стапна пред нив и им рече, нема ли да се наредите во сафови, онака како што се редат ангелите кај својот господар? А ние прашавме, а како се редат ангелите кај нивниот господар? Мухамед рече, го потполнуваат секој саф, почнувајќи со првиот и ги потполнуваат празнините, збивајќи се во нив. Ебу Хурейре пренесува, Аллаховиот пратеник рекол, луѓето кога признаеле каква е вредноста на повикувањето на езан и првиот саф, би фрлале коцка кој да вика езан и кој да застане во првиот саф. Ебу Хурейре пренесува, Мухамед рекол, најдобриот саф во намазот за мажите е првиот саф, а најлошиот е последниот. Но за жените последниот саф е најдобриот, додека првиот е најлош. Ебу Сеид ел Худри пренесува, Мухамед, кога ги виде аскабите да се повлекуваат наназад во намаз, им рече, приближувајте се нанапред и следете ме, а нека ве следат оние кои се посреди вас. Ако луѓето продолжуваат да се повлекуваат, Аллах ќе ги уназадува. Ебу Месуд пренесува, Мухамед ги допираше нашите рамена пред почетокот на намаз, зборувајќи, порамнувајте се, немојте да се развојувате, па да ви се развојуваат вашите срца. Позади мене нека бидат полнолетните и разумните, па потоа оние кои се зад нив, па потоа оние кои се зад нив. Во Сахихот на Ебу Давуд стои, пренесува Нуман ибн Бешир, дека Мухамед се сврти кон џемаатот и 3 пати рече, во ривајето на Бухари, Сахих Бухари, во хадисен, стои дека се пренесува од Енес, дека, значи се пренесува од Енес дека Мухамед рече, израмнувајте ги сафовите, редиците, валлахи или ќе ги израмните вашите сафови или Аллах ќе воведе поделба меѓу вашите срца. И јас ги видов луѓето стоја раме до раме, глуш до глуш во права линија. Исто и во Сухихот на Ебу Давуд, хадис број 616. Имам Невеви коментира за ова. Немојте да се раздвојувате. Овде се мисли дека луѓето треба да се зближуваат раме до раме, глуш до глуш во права линија. Енес пренесува, Мухамед рекол, порамнувајте ги вашите сафови.
Порамнувањето на сафовите е дел од дополнување и потполност на намазот, молитвата. Енес пренесува: кога се проучи икаметот, Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи веселем се сврте кон нас и рече: исправете ги вашите сафови и избивајте се заедно, зашто јас ве гледам од позади моите плеки. Нуман б. Бешир пренесува: го слушнав Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху дека рече: изравнете ги вашите сафови, инаку Аллах ќе внесе неслога измеѓу вас. Во преданието на Муслим стои: Мухамед ги изравнуваше нашите сафови како да го исправеше лакот на стрелата, се додека не ќе видеше дека свативме. Еден ден пред намаз излезе напред како имам, застана и пред да вели Аллаху екбер, примети еден бедуин во сафот со градите изфрлени напред, па си рече: изравнете ги вашите сафови, инаку Аллах ќе внесе неслога измеѓу вас. Елбера бин Азиб пренесува: Мухамед минуваше по сафовите од крај до крај, допирајќи ги нашите гради и рамена, велејки: немојте да бидете надвор од денијата, инаку вашите срца ќе бидат во разединување. Порамнете ги вашите сафови, збивајте се и потполнете ги празнините измеѓу вас, оти јас ве гледам по плеките. Потоа Енес рече: и сите ние ги допиравме нашите стопала и рамена. Ибн Умер пренесува: Мухамед рекол: уредувајте ги сафовите во поредок, составете ги вашите рамена, исполнете ги празнините, допирајте се со рамената на вашите браќа и не оставајте празнини за ѓаволот. Кој ќе го состави сафот, Аллах ќе го состави со него, а кој ќе го прекине одделува сафот, тој ќе биде одделен од Аллах, од неговата милост. Абдуллах бин Амр пренесува дека Мухамед рекол: кој ќе се напие алкохол, Аллах не ќе му го прима намазот 40 дена. Па ако се покае, Аллах ќе му опрости. Ако повторно му се враќа на алкохолот, Аллах не ќе му го прима намазот 40 дена. Па ако се покае, Аллах ќе му опрости. Ако пак се напие, Аллах не ќе му го прима намазот 40 дена. Па ако се покае, Аллах ќе му опрости. Ако пак му се враќа на алкохолот по четвртиот ден, Аллах нема да му примни, нема да му го прима намазот, молитвата 40 дена. Па ако се покае, покајанието не ќе му биде примено и Аллах ќе го напои од отровната и гнојната река во пеколот. Ова е страшно нешто. Џабир пренесува дека Мухамед рекол: кој верува во Аллах и во судниот ден, нека не седне на маса каде што се пие алкохол. Пратеникот Мухамед рекол: склонете се од алкохолот, тој е клуч на секое зло. Се пренесува од мајката на правоверните, Уму Хабибе Ремле бинт Еби Суфјан, дека рекла: го слушнав Аллаховиот пратеник Мухамед како вели: нема ни еден Аллахов роб муслиман кој секој ден му клања на Аллах 12 рекати нафиле, освен фарзовите, а Аллах да не му изгради куќа во рајот. Од Ибн Умер се пренесува дека рекол: клањав со Мухамед пратеникот 2 рекати пред Дур, пладневниот фарз, и 2 рекати по него, 2 реката после фарзот. На џума 2 реката по акшамскиот фарз и 2 реката по јацинскиот фарз. Од Ајша се пренесува дека Мухамед не оставал 4 рекати пред пладневскиот фарз и 2 реката пред утринскиот фарз. Од Ајша исто така се пренесува дека рекла: Мухамед не се обврзал почврсто ни на една нафила, како што се обврзал во клањањето на 2 реката на утринскиот сабах намаз. Ајше пренесува дека Мухамед рекол: 2 реката на утринскиот сабах намаз се подобри од светот и се што има во него. Во другото предание стои дека Мухамед рекол: 2 реката на утринскиот сабах намаз ми се помили од целиот свет. Од Ајша се пренесува дека Мухамед сабајле помеѓу езанот и икаметот клањал 2 кратки рекати. Во еден друг книвни ревајет стои кога ќе се чуеше езан, клањаше 2 кратки рекати од сабаскиот сунет, а во другиот ревајет кога ќе се појавеше зората. Ебу Хурере пренесува дека Мухамед во утринскиот сунет потоа Ел Фатиха ќе рецитираше Кул ја ејухел кафирун и кул хувалаху ехад. Ибн Умер кажува: го следев Мухамед цел месец дена пред утринскиот фарз, рецитираше Кул ја ејухел кафирун и кул хувалаху ехад.
Ajša prenесува и кажува, од Јација до Сабајле Аллаховиот пратеник Мухамед не клањаше повеќе од 11 рекати, предавајќи селам на секој 2 реката, а потоа ќе завршуваше со непарен витер 1 рекат. Кога муезинот ќе завршеше со утринскиот езан, а веќе ќе се разденуваше Аллаховиот пратеник Мухамед, ќе ставаше на неговиот езан и ќе клањаше 2 кратка реката. Потоа ќе легнуваше на десната страна и така малку ќе причекаше додека муезинот не го викаше и каметот. Ебу Хурейре пренесува и кажува, кога клања некој од вас 2 реката од утринскиот суннет, нека си прилегне малку и на десната страна. Од Ибн Умер се пренесува дека рекол, клањав со Аллаховиот пратеник Мухамед 2 реката суннет пред планевскиот фарз и 2 реката суннет после планевскиот фарз. Од Ајша се пренесува дека Аллаховиот пратеник не изоставил 4 рекати суннет пред планевскиот фарз. Од Д. Хабибе се пренесува дека рекла, Аллаховиот пратеник Мухамед рекол, кој ќе ги чува 4 реката суннет пред планевскиот фарз и 4 после него Аллах го забранил за огнот пеколен. Ајше кажува дека Мухамед, ако не клањаше 4 реката суннет пред планевскиот фарз, тоа ќе го правеше после планевскиот фарз. Ибн Умер кажува дека Мухамед рекол, Аллах му се смилувал на човекот кој клања 4 реката суннет пред икиндискиот фарз. Од Али ибн Ебу Талиб се пренесува дека Мухамед пред икиндискиот фарз клањаше 2 реката суннет. Абдулах ибн Мугафел пренесува дека Мухамед рекол, клањајте 2 реката нафиле пред акшамскиот фарз, по третиот пат додаде оној кој сака. Енес рекол, во времето на Аллаховиот пратеник Мухамед клањавме 2 реката нафиле по заојањето на сонцето, а пред акшамскиот фарз па му беше речено дали Аллаховиот пратеник ги клањаше. На тоа тој одговори, тој нас не гледаше да клањаме, ниту не нареди, ниту пак ни забранил. Енес проповедува, бевме во Медина, па кога ќе се чуеше езанот за акшамскиот фарз намаз, сите би побрзале да клањаат 2 реката нафиле намаз пред акшамскиот фарз, стоејќи пред џамиските столбови. Кога ќе дојдеше некој странец во џамијата, ќе помислеше дека акшамскиот фарз завршил од многобројните клањачи на овие 2 реката нафиле пред акшамскиот фарз. Од Ебу Хурейре се пренесува дека рекол, Мухамед рекол, кога некој од вас ќе клања фарз џума намаз, нека клања под неа 4 реката или 2 реката во џамија и 2 реката во својата куќа. Ибн Омер проповедува дека Аллаховиот пратеник Мухамед мир и спас да е на него после џума фарз намаз, не клањаше ништо се додека не одеше во својата куќа, па во својата куќа ќе клањаше 2 реката суннет. Од Зейд ибн Сабит се пренесува дека Мухамед рекол, о луѓе, клањајте во своите куќи, зашто навистина најдобриот намаз кој ќе го клања човекот е намаз извршен во својата куќа освен фарзовите. Ибн Омер пренесува дека Мухамед рекол, клањајте некои нафиле намази во вашите куќи и немојте вашите куќи да ги претворите во мезаришта, гробници, каде што не ќе се клања, ниту ќе читате Куран, значи не може таму нема. Од Џабир се пренесува дека рекол, Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем рекол, кога некој од вас ќе клања намаз во џамија, нека и во својата куќа клања дел од својот намаз, зашто навистина Аллах ќе направи големо добро во неговата куќа од неговиот намаз. Од Али Р.А. се пренесува дека рекол, витер намаз не е безусловен како фарз намаз, но Аллаховиот пратеник Мухамед го одредил суннет и рече, Аллах е непарен, единствен и го сака единственото, па клањајте го витрот непарно, о следбеници на книгата. Од Ајша се пренесува дека рекла, Аллаховиот пратеник Мухамед во секоја доба на ноќта клањаше витер намаз. На почетокот од ноќта, во средината и на крајот, а во последното време на неговиот живот, клањаше витер во крајот на ноќта пред утринскиот езан. Од Џабир се пренесува дека Мухамед рекол, кој се плаши дека не ќе стане кон крајот на ноќта, нека клања витер намаз на почетокот од ноќта, а кој сака да стане на крајот од ноќта, нека клања витер на крајот на ноќта, зашто навистина намазот на крајот на ноќта е посведочен, тоест ангелите му присуствуваат, а тоа е најдобро.
Ebu Der prenесува од Мухамед дека рекол: секое утро на секој ваш зглоб се дава садака, секој тесбих е садака, секој текбир Аллаху екбер е садака, секој техмид Елхамдулилах е садака, секој техлил ла илаха илалла е садака, наредување на добро е садака, одвраќање од зло е садака, а све ова го заменува клањањето на 2 реката духа намаз. Од Ебу Катаде се пренесува дека рекол: Мухамед рекол: кога некој од вас ќе влезе во џамија, нека не седне се додека не клања 2 реката тахиетул месџид. Од Ебу Хурейре се пренесува дека рекол: Мухамед рекол: најдобриот ден во кој излегува сонцето е петок, во тој ден е создаден Адам, тој ден е влезен во рајот и тој ден е излезен од рајот. Од Ебу Хурейре се пренесува дека рекол: Мухамед рекол: 5 дневни намази од џума до џума, од Рамазан до Рамазан, ги бришат гревовите направени измеѓу нив, ако се избегнуваат големите гревови. Од Ебу Хурейре и од Ибн Умер се пренесува дека го слушнале Аллаховиот пратеник Мухамед мир и спас да е на него на својот мимбер како кажува: луѓето или ќе се откажат од оставањето на џума намаз, или Аллах ќе ги запечати нивните срца, па ќе постанат мрзливи, а врз тоа и невнимателни, безгрижни. Од Ибн Умер се пренесува дека Аллаховиот пратеник рекол: кога некој од вас ќе сака да оди на џума намаз, нека се искапи, нека зема гусул абдест. Од Селман се пренесува дека рекол: Мухамед рекол: човек кој ќе се искапи, зема гусул абдест во петок, кој ќе се исчисти оно колку што може, кој ќе се намириса со улие или ќе се намачка со куќен мирис, потоа излегува на намаз разделувајќи двајца, а потоа ќе клања нафиле 2 по 2, што ќе му е пропишано, потоа ќе го слуша имамот која ќе зборува худбето, ќе му биде простено од џума до следниот џума. Од Ебу Хурейре се пренесува дека Мухамед рекол: кој ќе се искапи во петок како капење од џунублук, нечистотија, потоа оди во џамија во првиот саат, е како да жртвувал камила, кој ќе оди во вториот час, е како да жртвувал крава, кој ќе оди во третиот час, е како да жртвувал овен со рогови, кој ќе оди во четвртиот час, е како да жртвувал кокошка, кој ќе оди во петтиот час, е како да дал едно јајце, а кога имамот ќе се појави на мимберот, доаѓаат ангелите и го слушаат худбата. Од Ајша се пренесува дека рекла: Мухамед толку ќе клањаше дури нозете ќе му потечеа, па му реков: зошто го правиш тоа, о Аллахов пратенику? Кога ти се простени гревовите кои си ги направил и кои ќе ги направиш? Тој Мухамед ми одговори: зарем не треба да бидам захвален роб? Али пренесува дека Мухамед пратеникот му дошол нему зет му и на Фатима керка му, но ќе пак би ги прашал: зарем вие не клањате? Салим б. Абдулах б. Омер б. Хатаб пренесува од својот татко Абдулах дека Мухамед рекол: сјаен ли човек е Абдулах. Само кога би клањал и ноќе, после тоа кажува Салим Абдулах ибн Омер, клањаше ноќе ќе спиеше малку. Абдулах б. Амр б. Ел Ас пренесува дека Мухамед рекол: о Абдулах, немој да бидеш како тој и тој кој клањаше ноќни намази па престана. Ибн Месуд пренесува: некој човек го спомнал некого во присуство на Мухамед и рекол дека дотичниот спие преку цела ноќ додека не се разденува. Мухамед рече: на тој човек ѓаволот му се помочал во ушите. Од Ебу Хурейре се пренесува дека Мухамед рекол: кога некој од вас ќе заспие, ѓаволот на вратот му врзува 3 јазли и при секое врзување вели: мораш да си ја преспиеш долгата ноќ. Доколку дотичниот се разбудува и го споменува возвишениот Аллах, ќе му се одврзува еден јазол, па ако си зема абдес, му се одврзува уште еден јазол, а ако клања, се одврзува и третиот јазол, и тој станува движен и расположен, воспротивно ќе се раздени нерасположен и мрзлив. Од Абдулах ибн Селам се пренесува дека Мухамед рекол: о луѓе, давајте селам, делите храна и клањајте ноќе додека луѓето спијат, ќе влезете во рајот спокојни. Од Ебу Хурейре се пренесува дека Мухамед рекол: најдобриот пост после Рамазан е постот во Аллаховиот месец Мухарем, а најдобриот намаз после фарзовите е ноќниот намаз. Кијамул лейл. Од Ајша се пренесува дека Мухамед и препорачал: барајте го лейлетул кадр во непарните ноќи од последните 10 дена на Рамазан.
Od Enes se prenесува дека рекол, Мухамед мрсеше преку месецот, така ки си помислевме дека ниеден ден не постел, а кога пак ќе постеше, мислевме дека ниеден ден не мрсел. Кога клањаше ноќе, би посакал само да го видиш, и кога ќе спиеше, би посакал само да го видиш. Од Аиша се пренесува дека рекла, Мухамед не клањаше повеќе од 11 рекати, било во Рамазан или во некој друг месец, би клањал 4 рекати, а не прашувај за нивната убавина и должина. Потоа ќе клањаше 3 рекати, па му реков, Аллахов преданик, сакаш да спиеш пред да клањаш витр? Тој рече, Аише, моите очи спијат, но моето срце не спие. Од Хузейфе се пренесува дека рекол, една вечер клањав со Мухамед, започна со сурето Ел Бекара, па си реков во себе, ке направи руку после 100 аети. Кога ги проучи си реков, ке клања со неа целата сура Бекара, еден рекат. Потоа го заврши целата сура, си реков, ке оди на руку. Потоа започна со сурето Ен Ниса и него го проучи, потоа започна со Али Имран и него го проучи, така цитираше што секој харф правилно и читливо го изговараше. Кога ќе проучеше ајет во кој се наоѓаше тезбих, ќе го изговореше. Кога ќе наидеше на дова ќе изговореше. Кога ќе наидеше на ајет во кој се бара да солниште кај Аллах, тоа ќе го побараше. Потоа направи руку изговарајки Субханеке Раббиел Ара, па си остана на руку колку и на кијам. Потоа исправувајки се рече Семи Аллаху лимен хамиде. Од кога се исправи рече Раббена уелекел хамд. Потоа долго стоеше колку и на руку, потоа изговарајки Аллаху екбер, направи седже изговарајки Субханеке Раббиел Ала, а седжето беше долго колку и кијамот. Од Џабир се пренесува дека рекол, го слушнав Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем како вели, во ноќта има еден час, момент, кој ако го потреби човекот муслиман, молејки го возвишениот Аллах за некое овосветско и ахиретско добро, довата ќе му биде примена, а тој период го има во секоја ноќ. Ебу Хурере пренесува дека Мухамед рекол, Господ му се смилувал на човекот кој станува ноќе, па ќе клања и ќе ја пробуди својата жена, па ако не сака, ќе ја испрска со малку вода. Господ се смилувал и на жената која станува ноќе, па ќе клања и го буди својот маж, па ако не сака ќе го испрка со малку вода по лицето. Ебу Хурере и Ебу Сеид пренесуваат дека Мухамед рекол, кога еден човек ќе пробуди својата жена ноќе, па заедно клањаат ноќе намаз одвоено или клањаат заедно 2 реката, џемтиле џемаат ќе бидат запишани во оние кои се сеќаваат на Аллах. Од Аише се пренесува дека Мухамед рекол, кога некому од вас ќе му се задрема во намаз, нека оди да одспие, да му помине дремката, зашто навистина кога некој дремлив клања, може да се случи самиот да се грди на место опрос да бара. Ебу Хурере пренесува дека Мухамед рекол, кој клања при Рамазан, терави намаз, верувајки и надевајки се на награда, ќе му бидат опростени малите греови кои ги направил. Ебу Хурере пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем рекол, кој го проведува Лейлетул Кадр на кијам во ибадет, верувајки и надевајки се на награда, ќе му бидат простени по малите греови кои ги направил. Од Аише се пренесува дека Мухамед рекол, барајте го Лейлетул Кадр во непарните ноќи од последните 10 дена на Рамазан. Од Аише се пренесува дека рекла, кога ќе настапеа последните 10 дена на Рамазан, Мухамед ќе ги проведеше во ибадет, ќе го разбудеше семејството и насојуваше ибадетот да биде што подобар. Од Аише се пренесува дека реков, о Аллахов пратенику, што мислиш, кога би знаела во која ноќ се наоѓа Лейлетул Кадр, што би учела во неа? Тој одговори, кажувај, Аллахуме инеке афувун тахибул афе фафу ани, што во преводот значи, Аллаху мој, ти си оној кој простува, сакаш да простиш, па ми прости. Ебу Хурейре пренесува дека Мухамед рекол, кога не би му отежнал на мојот уммет или рече на народот, би му наредил да го употребува мисвакот при секој намаз. Од Хузейфе се пренесува дека рекол, Мухамед кога ќе се разбудеше од сонот, ќе ги триеше забите со мисвак. Од Шурейх ибн Хани се пренесува дека рекол,
Му реков на Аиша, што би направил прво Мухамед кога ќе влезеше во својата куќа, а таа би рекла, прво би го употребил мисвакот. Ебу Хурейре пренесува од Аллаховиот пратеник Мухамед дека рекол, еднородните својства ги има 5 или 5 работи се фитра, природни својства, суннет, обрежување, циркумцизија, отстранување на влакната од срамните места, сечење на ноктите, отстранување на влакната од подпазувите и скратување на мусаките. Од Аиша се пренесува дека рекла, Мухамед рекол, има 10 вродени природни својства, скратување на мустаките, пуштање на брада, употребата на мисвакот, чистење на носот со вода, миење на носете помеѓу прсите, отстранување на влакната од подпазуви, отстранување на влакната од срамните места, миење со вода после мала или голема нужда. Пренесувачот на овој хадис кажува, 10-тото го заборавив, мислам дека е исплакнување на устата. Ибн Умер пренесува од Мухамед дека рекол, скратувајте ги мусаките и пуштајте ги брадите.